Охријани добро знаат кое е вистинското прашање кое треба да се постави. Зошто тоа исто ДПМН во времето на нивната локална власт и во времето на нивната централна власт не го направи истото? Зошто истите тие не ја раздолжи општината додека градоначалник беше Бакрачевски, туку само го обструира Охрид? Меѓутоа не прашува никој, бидејќи сите го знаат одговорот. Наместо да учествуваат во овој историски процес за Охрид и во оваа инвестиција во сегашноста и во иднината на нашите поколенија, советниците од ДПМН по налог на Белата палата од Скопје гласаа воздржано. Веројатно и нив им проработе малку совеста, па им беше непријатно да гласаат против. Сепак, тие ќе треба да се соочат со гневот на охријани и со сопствената совест, а не пишувачите на лажни вести од Белата палата во Скопје. За крај, знајки го форматот на политичкиот противник, верувајте дека не очекуваме аплауз од нивна страна, но очекуваме барем да не го блокираат развојот на Охрид за ситни, дневно-политички и ситно-партиски интереси. Нормално е дека во паралелниот свет на ДПМН ништо не е точно, ни инсинуациите, ниту бројките, па на крајот ни името на ВД градоначалникот. Во тој свет не е битна вистината, туку некој да се фати на мамецот наречен лажна вест. Кандидатот Константин Георгиевски